Ај сега да те уплашам и тебе. Гледај го ова. Во јануари имале 415 милиони. Погледни се овде. Во последниве 120 дена од тие 415 продале 172. Гоце, ај одземи 415 и 172 да видиме каде е моментално количинава и дали они може да ги продадат на Јапонија и на Кина и на останативе. Одземи, кажи ми колку му останат. Колку? 243. Така. Еве каде е моментално, еве само ти покажам. Еве колку моментално има. Еве колку имаат моментално. Значи моментално имаат резерва колку што имале во 1982 година. Еве. И сега кажи ми ти, нивната резерва моментално во однос со тоа каде била пред Бајден, 750 милиони барели, се наоѓа на 1/3 практично. Како кажи ми, од каде ќе им продават бензин и нафта? Они прво за нив немаат. Значи, 1/3 им останала стратешка резерва за нафта. Ја те разбирам што се каже кажеш ти. Дека ефективно ова предизвикува ситуација во која што они ќе бидат, нели, продавач, така? Значи, кога нема доволно, луѓе ќе купуваат од тебе. Те разбирам. Ги ставија во подредена состојба и Европа, и Јапонија, и останатија, посебно нивните спахи, така, слугите. Каде е проблемот? Нема доволно производство за да може да ги подмират барањата